Американците Тајлер и Ники Чеј дојдоа во Украина од американската сојузна држава Калифорнија. Тие трчаат од романската граница во западна Украина до Запорожје на истокот опустошено од војната, вкупно 1200 километри. Во САД тие работат како брокери за градежни бизниси. Биле спортисти на коледж и од тогаш се активни. Пред 6 месеци и покрај загреженоста на нивните родители, парот за прв пат дојде во Украина. They were not very excited at first. Родителите на почетокот не беа многу возбудени што доаѓаме овде. Моите родители беа многу нервозни. Родителите на Тајлер исто така беа многу нервозни. Пријателите и семејството беа исплашени. Семејството Чеј реше да дојде во Украина по средбата со украинските бегалци во Калифорнија. It really touched our hearts. Тие навистина допреа до нашите срца. Плачевме заедно со луѓето таму, чии семејства беа погодени и кои изгубија татковци, чии сопрузи беа тука, а жените и децата беа таму. На почетокот од септември Чеј пристигнаа во Украина по втор пат, овој пат со намера да трчаат на супермаратон, за да соберат пари за Украина. Иако Тајлер Чеј вели дека идејата за трчање илјадници километри била застражувачка. Тоа е многу предизвикувачки и верувам дека кога правите нешто многу предизвикувачки, потребна ви е силна причина за тоа. Чувствувам дека ми се вртат милиони оправдувања низ главата и силна причина зошто тоа е за украинскиот народ. Парот го започна својот супермаратон на романско-украинската граница на 6 септември. Тие трчаат по 42 километри на ден, 5 дена поред, а потоа одмараат неколку дена, во период од 6 недели. Се надевам дека на крајот на денот ова го поддржува народот на Украина. Во оваа ситуација се обидувам да не размислувам за себе. Навистина е тешко за мене и за мојата сопруга, но мојата најголема надеж е дека навистина ќе направи разлика овде во Украина. Хуманитарната трка ја организираа пријателите на парот Рајан и Мила Бирчар. Рајан Бирчар, кој извршен директор на добротворна организација во Калифорнија, останува со тркачите цело време, кој е на својот велосипед. Прв пат во Украина дојдов во 2018-та. Дојдов овде со мојата сопруга. Се залюбивме во нашите пријатели во Мариопол. А кога војната ескалира во 2022 година, едноставно се чувствувавме како да мораме да бидеме тука и да одиме покрај нив, па затоа сега сме тука. Кога ќе заврши хуманитарната трка, парот ќе има истрчано околу 30 маратони. Тие се надеваат дека нивниот огромен напор ќе го потсети светот дека војната во Украина се уште трае и дека на украинците им е потребна помош повеќе од кога било.